Новите вработувања се нормален процес како резултат на зголемениот обем на работа на царината, тврди првиот човек на Царинската управа Ѓоко Танасовски после денешната промоција на првиот овластен економски оператор во земјава, а по распишувањето на огласот за вработување на 78 царински службеници на определено време. И ако земеме наназад од 2015 навака не е извршено никакво вработување во Царинската управа, што самото по себе побарува да има соодветни капацитети Царинската управа, има нови надлежности во своето работење, ни престојат преговори со Европската унија, така да ова е еден нормален процес кој што треба да донесе до зголемување на самите капацитети на Царинската управа. Премиерот Зоран Заев останува на ставот дека владата нема да отстапи од трендот на пополнување на работните места на неопходната јавна администрација. Сите тие вишоци во оние институции кои што се појавуваат или оние институции кои што ќе бидат укинати во реформскиот процес, секако ќе бидат преку одреден тренинг, поддршка од владата, подготвени за да бидат прифатени од приватниот сектор. Тоа е наша намера. Според официјалните податоци во Царинската управа, сега има 1076 вработени, за разлика од 2015-та, кога имало 1132 вработени. Во март 2018 година министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски објави дека во Македонија од нешто повеќе од 2 милиони жители, без малку 130.000 луѓе се вработени како службеници во јавната администрација.